Граѓанскиот сектор е на мета на напади од страна на Никола Груевски и на ВМРО-ДПМН, поготово од прогласот па наваму. Знаете ли што планира Груевски и дали може би ова личи на сценариото на затварање на еден телевизија? Има многу елементи кои што наликуваат на тоа сценарио и кои што може да се каже дека би воделе во таков крајен исход. Меѓутоа, постојат доста разлики во околностите од 2011 и денес, кои што му ја отежнуваат работата на Груевски да испланира едно такво сценарио и да го спроведе до крај. Прво и основно, тогаш се изминати 5,5 години и намерите на Груевски се кристално јасни за целата јавност. Ако тогаш имало дилеми дали има намера да ја затвара телевизијата или пак дали ќе ја затвара поради затајување на данок или загушување на слободните медиуми, денеска нема никој дилема за тоа кои му се намерите и зошто. Исто така, Груевски смисли дека со секој замолчување на еден од противниците кои што ги означува како противници, ќе си ја олесни работата, односно ќе си го врати рейтингот кој што е сериозно нарушен и така натаму. Но мислам дека погрешно смета дека граѓанските организации се исклучиво тие виновници за кои што за падот во неговиот рейтинг, изборните резултати и така натаму. И овој пат лагодноста на позицијата му е одземена. Значи нема како во 2011 толкав број на пратеници и толку лагодно евентуално мнозинство како што имаше тогаш, за да може да прави вакви работи. Дури и да успее да формира влада, таа ќе биде со многу тенко мнозинство и ќе биде со многу силна опозиција, уште посилна од претходно. После овие последни 2 години, кога луѓето се охрабрија, граѓаните често излагуваа на улица за многу каузи кога почувствуваа дека е нанесена некоја неправда, мислам дека му е и нему јасно дека овој пат нема да може толку едноставно да ги спроведува тие работи, особено што голем дел од граѓанските организации се и меѓународно вмрежени, значи ќе има тука и меѓународен притисок доколку тргне и да на сценарио на затварање или друг вид на репресија. Така што повеќе околности кои што не му одат во прилог да започне еден таков процес или да го заврши. Мислам дека ќе оди повеќе на креирање на атмосфера на омраза и атмосфера на непријателство кон граѓанските организации и може да направи некој обид законски да ги регулира работата на граѓанските организации така како што му одговара нему, тоа од една страна, и од втора страна да оди на екстензивно проширено финансирање на организации кои што се провладини и кои што би имале улога да ја фалат владата, како ГДОМ или организации кои што би произлегле од тоа движење. И тоа да го прикажува како некој демократски процес кој што треба да ги замени со расоидите кои што тој би ги регулирал. Еден убав автократски или диктаторски план, меѓутоа се надевам и верувам дека нема да му успее. Така, во вчерашно соопштение на партијата слушнавме со насловено Соросизацијата отпочнува, прочитавме СДСМ и Сорос се гробарите на невладините организации. Се чувствувате загрозен од СДСМ и од Фондацијата Отворено општество? Мислам, тоа соопштение беше далеку од умот и далеку од вистината, од реалноста. Тоа е нивното толкување на работата на граѓанскиот сектор во овие 25 години. Јас лично и многумина мои пријатели кои што работат во граѓанските организации сме веќе долго во организациите и имаме работено во различни услови и во повеќе власти. И никогаш не сме имале никаков страв и кога била СДСМ на власт да критикуваме и немало никакви последици, закани и така натаму. Немаше ни во време на Груевски во првите неколку години. Меѓутоа, неговата трансформација од реформатор во автократ, во човек кој што сака да контролира се и да не дозволи никаква критика, доведе до оваа ситуација да бидеме, инаку голем дел од организациите го работат истото што го работели пред 10-15, тие што постојат повеќе, како што е нашата организација постои 15 години, и ги работат истите работи, значи мониторинг на одредени процеси, изнесување на некои податоци, борба за некои принципи, слободи и права, и тоа не е променето, само е засилено во овој период, затоа што има засилени загрозување и назадување во Македонија. Така што
погрешна е дијагнозата дека било кој од овие што ги спомнавте СДСМ и Сорос и одат на гасење или закупување. Да не беше Фондацијата Отворено општество и уште неколку донатори, немаше да постои тој граѓански сектор во Македонија, кој што за волја на вистината има вложено многу пари во многу реформски процеси во државата, од образование, судство, реформа на јавната администрација, труд и социјална политика, многу прашања се отворени и решени во општеството благодарејќи на ангажманот на невладините организации. Има помогнато на многу луѓе поединечно да се школуваат, да се образуваат, да добијат стипендии. Имаше огромен број на ромски ученици и студенти кои што добиваат стипендии. Има голем број на медиуми кои што добиваат средства за да во овие невозможни услови успеат да продолжат да работат и да постојат како независни медиуми од власта. Така што далеку е тоа дека може да се каже дека на каков било начин и партијата СДСМ и Фондацијата Отворено општество го гушат или го закупуваат граѓанскиот сектор. Така, во интервју за еден медиум Груевски вели дека 95% од невладините организации ги држи Фондацијата Отворено општество, со тоа Сорос го нарекува монопол. Вели дека заеднички се диктираат активностите. Ви диктираат ли од Фондацијата Отворено општество кој ќе ви дадат грант што да работите? Па секој кој што учествувал во работа на некоја невладина организација и кој што аплицирал на некој повик, знае како тоа функционира. Во најголем број случаи, вие сами го смислувате проектот, сами ги смислувате активностите, има некакви општи цели на секој повик и доколку ги задоволувате тие цели, ќе го добиете грантот. Имало ситуации кога сме биле и одбивани, и од Фондацијата Отворено општество, и од други донатори. Има ситуации често кога сме добивале пари. Ние имаме и стратешка соработка со Фондацијата, така што сме еден од стратешките партнери и сите настани, сите активности се пред се иницијатива на самите организации и се спроведуваат од организациите. Постојат заеднички потфати кои што ги договараме заедно, меѓутоа нема никакво наметнување, тоа е проекција повеќе на начинот на кој што функционира Груевски и ВМРО ДПМН со нивните партнери, пријатели, соработници и тие сметаат дека сите функционираат на истиот начин. Мислам дека е на крајот на краиштата голем број од овие луѓе кои што се на некој начин ангажирани во невладините или се интелектуалци кои што се повремено ангажирани на некои проекти или за некои работи, се луѓе кои што покажале независност од било која политичка сила и луѓе кои што не можете да ги принудите, ниту треба да ги принудувате на било што. Така што таа теза дека постои еден центар монополски кој што ги контролира сите е само теорија на заговор за да се шири некаква омраза. Инаку постојат и други големи фондации во Македонија, најмалку една, како што е МЦМС, која што исто така има свој круг на организации со кои што се работува. Значи, сигурен сум дека 95% не е точната бројка, меѓутоа во голема мера овие две домашни, мислам, фондации кои што пред се водат овде активности и други донатори кои што доаѓаат Европска унија, конкретни амбасади, програми на некои влади и така натаму, доаѓаат во Македонија пред се за да помогнат и имаат во многу нешта и помогнато и на локално ниво и на централно ниво. Еве конкретни инфраструктурни проекти кои што биле финансирани од Европската унија, конкретни инфраструктурни проекти финансирани од Фондацијата Отворено општество во некои општини. Значи има премногу конкретни работи. На крајот на краиштата имаше проекти Фондацијата Отворено општество, ја не можам да зборувам во нив, но има, меѓутоа го знам тоа. Имаше проекти директно со институциите во државата. И јас сум работел на проект во Министерството за внатрешни работи, каде што како врз резултат на соработката помеѓу Фондацијата Отворено општество и Министерството за внатрешни работи во периодот 2007 и 2008 година работеше на усогласување на законите на МВР со правото на Европска унија. Имало и други такви проекти, значи ни самите властодржци моментално немале против да помага Фондацијата и невладините организации во конкретни процеси и да поддржат одредени проекти. Тоа стана проблем во последните неколку години, откако голем дел граѓанските организации се осмелија да ги критикуваат
општествените случувања и работата на власта, што е според мене едно инхерентно, едно вродено право и должност на граѓанските организации да бидат некоја совест во општеството, која што ако не успее да ги реши, барем ќе успее да ги отвори прашањата и да зборува за нив. И јас не гледам ништо лошо во тоа и тоа е така насекаде во демократскиот свет. Така, значи во истото интервју Груевски продолжува каде што вели дека невладините организации се класична армија и вели дека борбата на изборите не била само со опозицијската СДСМ, туку со невладините, корумпираните медиуми и новинари. Нели малку парадоксално со оглед на зашто го слушнавме во бомбите кои што ги убиваше опозицијата? Па тоа е трагикомично, значи таква изјава да дадете, тоа воопшто не одговара на реалноста. Значи да се доделува толкова моќ на граѓанските организации дека се во ситуација да имаат толкова влијание врз стотици илјади граѓани, тоа е дефинитивно претерување. Факт е дека имаат граѓанските организации своји редовни нормални канали на делување преку медиумите, преку јавни настани, преку граѓански иницијативи. И тоа го прават, меѓутоа тоа го правеле од секогаш. Тоа не е нешто што се прави посебно во последниве 3-4 години или 2 години па сега. Тоа е само креирање на непријател кој што треба да биде виновен заради тоа што граѓаните се разбудија. Клучниот проблем на Груевски во оваа ситуација е што граѓаните се разбудија, што почнаа јавно да критикуваат и да протестираат од објавувањето на бомбите наваму за сите процеси. Ние да бидеме обвинувани дека сме некакви мрачни сили, а да слушаме какви мрачни работи се случувале во државата под водство на главните властодржци. Од случајот Мартин Нешковски, кој што беше примарна каписла за масовни протести уште пред 5,5 години, па се до другите случаи и на корупција, и на притисоци, и на репресија кон одредени политички противници, навистина е несоодветно и не одговара на реалната ситуација. Тоа е само пренесување на вниманието на јавноста од тоа што го работи власта, кон сега да видиме што работат невладините организации, иако ниту една организација или многу малку располагаат со јавни пари, значи тоа се как минорни средства на годишно ниво, и самиот Груевски вели дека има многу малку пари за невладините од јавните средства. Значи никаква манипулација тука нема на јавни средства, нема затајување на даноци, значи нема ништо што би било нелегално или недозволено. Таквата криминализација на невладините е само антидемократски чин и чин со намера да се креираат нови непријатели. Така, пред нова година видовме дека нели кај вас и во уште неколку невладини организации, вклучувајќи и Фондацијата Отворено општество, влегува инспекции. Тоа беше веднаш по прогласот на Никола Груевски. Дали мислите дека е случајно или оркестрирано така? Би сметале дека е случајно ако се случуваше во некое друго време, значи не знам, пред една година или во било кои други околности, и ако беа фатени поголем број на организации. Значи ако беа фатени, да речеме, не знам, 50-60 од организациите кои што па еве и 100 кои што работат во Македонија, најактивните, па сега да речеме немаме што да се буниме, тоа се случува кај сите, тоа е сосема во ред. Меѓутоа во оваа ситуација, кога тоа се случува во околности веднаш по објавувањето на прогласот, односно уште малку пред тоа, каде што директно се означува тој процес на десоросоизација, второ се случува веднаш по изборите, а при тоа во 4 последователни интервјуа потоа Груевски како главен противник на овие избори ги назначува Сорос и невладините организации, што за мене представува големо подценување на граѓаните, да ви кажам искрено. Значи, вие да ги подцените 400 и со сите други опозицијски 600.000 граѓани кои што гласале за промени, да ги подцените и да кажете дека сите тие се заведени од Сорос, а не се само свесни за тоа што се случува, е подценување на граѓаните. Така што целиот контекст во кој што се случува ова укажува на тоа дека е оркестриран напад на овие организации кои што беа гласни и критични во последните, особено во последните 2-3 години. Така.
Знаете ли што бараа кај вас, кај фондацијата Отворено општество и од другите организации, или пак се обидуваат да го направат сценариото за кој што пого разборував? За другите организации не можам да говорам, ќе ги прашате директно нив. За нашата организација бара сите приходи и сите расходи во 2016 година. Значи од 1.1. до 5.12. И ние ставивме се на располагање. Значи не заврши таа проверка на документите, престана без најава кога ќе продолжи. Не знаеме ни зошто, меѓутоа сето што се бараше беше ставено на